Всъщност, не така, вери, Това за мен е много Макси. Поля, како първо, и аз и предходно да съм велика грандфадър, мога да се најдам и то. А како второ? Што реков по-сега? Ти рече како първо. Щом велиш како първо, треба да кажеш и како второ. Добро, како второ? Трефтроник. До викендот деновите што ми го наша. А потем некоја сабота и недела, ќе се направиме викенд на село, ке грандфадерот. Не вторник, туку второто. Значи секан! Добро, дај заборави. Не, ти сакаше нещо да ми кажеш. Може би нещо важно си забораваш. Луѓето не нечесто го заборават, неважно. О, ес. И што беше второто? Второто беше ништо да е, ништо. Избера, само нещо шлапаш. Макси, сакам да ти кажам нещо. Ајде, Максичко, јас сум трудна. ти, Ќе имам бебе. и после. Ќе имам бебе, сваќаш ли? Беби! Како? Повтори. Ќе имам бебе од тебе. Лажеш. Кажи ми дека лажеш. Не помислувам. Ајде, одиме тогаш. Каде? Прашав каде? Да, доктор, се разбира, сигурно не на театър. Мелда! Ајде. Чекай! Пушти ме Доаѓај. нас! Не боли! Ама, Ама јас ајде. не лажам, не сум трудна. А зашто ме забре? Остапуваш како во некоја сапуница. Не знам така, сакам да се пошегувам и... Ништо. Да те проверам. Да видам како ќе реагираш ако тоа се случи на вистина. Това ти е психотрик. Ајде да е, психотрик. А зашто тогаш така бърго призна дека лажеш? Зашто ме уплаши со докторот? Јас не помесувам лекари, а најмалку гинеколози или стоматолози. Е сега, Пуля, за казна би требало да помнеса на стоматолог. Макс, на вистина, ти ме сакаш ли? Јес, како е? О, Максинко мој, Што е сега? пак ли ме? Дали овој некој трик? Не, овој пат е вистински. Някои твои стари не видат? Па што, мама, например, знае дека јас сум веќе голема девојка. Таа била голема девојка. Чекај, Пуля, твој фадер? Абе, па ти ништо не знаеш. Тоа е прво да запиш. Имам чувство дека мојот фадер има швалерка. Фадерот имал швалерка. Чекај, Пуля, да не мислиш дека има грфренд. Он говори, да не си любовна. По-страшно е од атомска бомба. Имаш ти видено? Не, Како да зборуваш така? имам некој предчувство. Мојата интуиција е добро развиена. Тоа ми е од мама. Извини, ама мене ми се чини дека твојата мадер ти е малку крейзи. Сега ќе видиш кој е крейзи. Која била овде повеќе да не ставала? Маш на Тоа тоа. ти како е нешто лошо, јас Ма, знам. ти мене крейзи, да се лаже, остави ме. Нема што да ми објаснуваш, излегувај, остави ме. Не ми е јасно сега. Дали Пуля е трудна или не? А ти, повеќе не смеш да го носиш овој во нашиот дом. За не гледаш, само сака да те искористи. Но, мамо, тоа е моје момче. Или јас немам право на личен живот. Твое момче, а? Ти уште треба да си играш со кукли. Со кукли? Да, а не да бркаш момчиња. Рано ти е за тоа.
трагично, како што кажува. Трагично видиш, па тоа не те вистинскиот збор, Викторе. Чиста нула. Банкрот, Викторе, разбираш, банкрот. За последниот месец само 2 свадби. Еве, имаме продадено само 2 венчаници. Па и го проколнувам оној ден кога решив да се занимавам со овој бизнис. И знаеш што, Викторе, не сакам, ама по некој пат си мислам дека подобро ќе беше пред 3 години да отворевме бюро за потребални услуги. Или сексо, па до 7 милионери ќе бе впред. Добро, глупости ти се мувам. Тебе најверојатно ти е покачен притисокот, па затоа си малку негоден. Ти мене не разбираш, а јас за најдобар друга те спектам. Зор да ти имам зелено, па и душата ти отвора. Ти се молам, престани со зборување. Затоа што ти ако продолжиш да зборуваш, ќе почнеш и да наврегаш. 3 години се обидувам да го спасам бизнисот во ова предпријатие. Деноночно се грижам за се што е овде. Да, сето тоа го правам затоа што се ми пријател. Или забораваш кога се грижат за секое твое добро и зло. Еве и сега, кога рододендрон протонува, јас ќе те напуштам. Извини, Викторе, од се срце ти сум благодарен за се што направи за мене. Ах, тој проклет рододендрон, Банкрот, велиш. Тоа го даска. И што сега? Како што сега, Викторе, ако до крајот на месецот не најдеме доволно клиенти, се плашам, Викторе, но изгледа ќе мора да ставиме точка во Точка. Ма каква точка? Немој да зборуваш глупости. Мора да се најде некој решение. Мора да почне некој иде. Ама како бизнес, Викторе, кога ти нема, никој не сака да се мажи, да се жени, да си формира слично семејство, живеа настране венчани. Велат, тоа става. Други немаме завршено факултет. Трети не сме вработени, па и да пичи. Добро. Сето тоа го знам дека е точно што го зборуваш, но сепак... Што е се? А што? Се забава. Олели. И сега, значи, јас треба да се повлечам, а? Па сега, Викторе. Добро, довидување. И внимавај малку со младите. И внимавај малку со младите. О, Богданче мило, колку силно копнеам по тебе. Како живееш без мене? Душичке моја, јас умирам без тебе. Миличок мој. Душа моја. Така мој. Божка, дочка. Богданченце. Кажи, како е? Не би сакал да те накажу, ама да мога тебе Ми текнува, имам предчувство за себе ова. Уште тогаш на последната ревија. Проблемот е во рододендронот. Како ала во рододендронот? Ти зарем не знаеш дека рододендрон е отровно растение? Уште пророк, ала, па сега ми заличи на мојата... Керка? Да, Киркава, Полја, Ане, Полина. Јас ала сакам да ти кажам дека ти размислуваш како дете. Доста, мен Богдане, доста. А дали знаеш зошто твојот бизнис не ти носи успех? Дали ти знаеш зошто толку години не можеш да застанеш на цврсти нозе? А сакаш да ти кажам? Да. Затоа што со свадбен бизнис може да управува само оној кој има среќно и комплетно семејство. Ти, сопруг разочаран од семејната среќа, невин до првата бракна ноќ, а сега прелюбни кој го бара изгубениот рад. Виктор, искусен ченкар, кој дури 3 пати се има женето и се уште не знае што е тоа семејна среќа. Старата мума Василина цел живот ја трансформира својата непотребна сексуална енергија. Вие сте сите безнадежно болни, луѓето се способни да грешат и грешат. Кога се женат со Исак, кога создаваат семејство без љубов, кога... Ала, ти толку си паметна, а се уште... Не мажем, а не... Фала му на Бога, па не сакам да се мажам. Да, на љубов, да. Уште кога бев малечка, па бејмот пустана третираше на смрт. Знаеш, видов една погребна церемонија. Погребуваа мало девојче. Не знам дури њој што починало. Ангел кој се измори, заспал, затворил очи. Во свадбена облека го погребаа детето. Ама ти, Богдане, мене ме слушаш или не ме слушаш? Тоа во свадбена облека детето го погреба, како да се... Ама смири се, ама свадби е страшно истиот ова светла глава. Не, Богдане, не сакам. Не сакам од маж да ме изневерува како ти што изневеруваш жена. Но, ама, јас тебе никој пат не би те изневерил, на вистина. Ти си многу храбар, мило мој, но нема логика. Па љубовницата не е сопруга,
но по некој пат и љубовниците стануваат сопруги. А не, Богданче, тие никому не му се потребни како сопруги. Тие се како прогонети од овој свет. Талка бележани до крајот на животот. Погледнете, ова е швалерката на Богдан Пешко. Како? Вие не знаевте дека таа веќе 2 години му е швалерка? Зарем до сега не сте забележали оваа безсрамница? Чувајте си ги мажите сопруги и доаѓа швалерката. Само и швалерката има срце, ама кој да го интересира? Прости, Богданче. Прости, Родо. Ама чекај, Јошка, застани, какви што ме седи. Ала, те молам, прости. Ти знаеш дека јас тебе никој пат не те повреди. Па сега ми е многу тешко и самотно, ала. Па знам, еве, може би повеќе не ти сум потребен, зашто бизнисот не оди. Но ала, се уште има шанси. Последни шанси, последни резерви. Само за... Василина? Здраво, здраво. Јас се извинувам што го нарушив процесот на кармичното спојување на вашите воздушни тела. Но јас имам една многу важна работа за вас, Богдане. Те слушам, госпожо Василина. Господине Богдан, јас што ако ви затреба, затворете. Секако ќе ви затворам. Извини што гледам така. Нема да ја кажам ништо на Галина. На Галина? Немој да се грижиш. Само тебе ќе ти кажам. Ала е добро девојче. Убава е. Но незината карма изгледа многу тешка. Василина, те молам зборувај директно. Директно? Добре. Јас пред минатата ноќ имав космичко патешествие. И што се случило тоа космичко патешествие, Василина? Ама воопшто не ти одговара. Ајде. Премногу е млада. А тебе ти треба зрела, разумна жена, со здрава енергија и духовно развиена. Ама Василина, јас вас не замолив да зборувате директно. И вие мене ми рековте дека ќе ми соопштите нешто многу важно. А јас се надевам дека тоа ваше важно е поврзано со рододендрон, а не со вашето космичко патешествие. Ала е модел во овој салон. И таа е дел од нашиот имидж. Запомни го тоа, Василина. А сега конкретно. Да, се разбира, Богдане. Знаеш што? Најдов клиент. Клиенти? Богдане. Прекрасно, Василина. Па ете, па така требаше да почнеш. Се надевам дека и двајцата се млади и дека тоа им е прва свадба. Не е баш така како што мислиш. Овде, знаеш, дури не знам како да ти објаснам. Ама објасни како што има Василина. Па не се пар. Не се прави. Туку е само невеста без маж. Вие си играте со мене? Ама за кого ќе се мажи невестата? Немаш дека ќе се мажи. Епа? Богдане, покој. Покој, нахабе! Ама, смири се, Богдане. Зарем ти не знаеш дека постои таков обичај? Кога ќе умре некоја немажена девица, ќе облекуваат во свадбен фуст. Прости, Василина, јас таа нарачка нема да ја примам. Богдане, ајде не биде глупа. Нам сега ни требаат клиенти. Инаку треба да се простиме од рододендрон. Избери. Или ќе се согласиме да продадеме венчаница спокојна, или... Абе, а што има врска која ќе ја носи, што си плачаат? Никогаш, Василина! Тогаш ќе пропаднеме. Браво! Василина, има ли нешто? Замисли, Викторе! Сака да продаде венчаница на мртва жена! Да, Викторе, тој не Нормално дека не сака да продадам! Ајде, ви се мога престанете и двајцата. Богдане, па што е тоа важно, дали ќе се продаде венчаницата на жив или мртв? Зарем и ти? Важно е порачката да биде платена. И друго, се заборавам за малку. Па нели ти допред малку жалеше што рододендрон не се занимава со погребални услуги? Јас никој пат нема да продадам свадбен, пуста на мртвец! Ама, Викторе, тоа е мојот последен збор и ќе ве молам на двајцата да не му убедувате, бидејќи, ако народот разбере дека ние овде облекуваме мртовци, па за свадба нема ни тој да ни свадба, разбирате вие вие? Василина, не знам што ќе се прави со овој човек. Ама остави ти се молам. Зарем не гледаш, затоа рододендрон пропаѓа.
Здраво, Богдан. Застави. Що е работата? Како завърши с останалото ти, защо си на разговор? Молам, Галина, кажи ми како може да завърши мојот состанок? Од проблем до проблем. Галина, клиенти нема никаде, а ме плаши банкрот. Само кука за тој твој родовен град. Ти кажа, лошо име. Самиот збор содржи лоша енергија. Боже, тоа ти е родното штебло. Хајде, јас ти предлагав име на цвет. Име на цвет. Да. Галина, рододендронот и ботаниката. Воопшто нема никаква врска. Интересно. А зошто тогаш твојот салон не ти носи печалба? Зошто нема клиенти? Толку пари фрли по реклама. А може би си урочен. Урочен? Да. Работи ли се посложени? Дојди, да ти објаснам на што се работи. Не сакам никакво објаснување. Морам да икам. Што е сега ово? Слушај ми добро. Полја повторно го добрич понуди радува информација. Јас го изблъкав, а Полја искара. Ти сакаш да ми кажеш дека повторно беше груба со децата? Не, но зборуваше лоши работи за тебе. За мене. Гледам дека си изненаден. Каде тоа изгледа? Кажа дека имаш това. Љубовница? Да. Како да? Ете, значи на вистина било што Богдан има љубовница, но која ли е тоа? Ама Галина, Полја е уште дете. Да, така. Дете како дете се измислува секакви глупости. Да. Зошто да не? Ама глупостите не растат во воздух. А и Полја никогаш немала добро развиена фантазија. Галина, што е, ти се сомневаш? А да не си љубовна? Любоморна О, веќе? да. А зашто? Зашто се сомневам дека некоја млада убавица може да ти обрне внимание? Не си достоен, погледни се само. Галина, ти се молам да престанеш, зашто уште само твоите себе ми остави не ми се потребни. Па јас без тоа си имам многу проблеми. Добар ден, тетка Галина. Ми треба Полја. Добро ни дојде, но Полја не е тука. Ништо тогаш. Довидување. Но ајде кажи, ако треба нешто, јас ќе пренесам. Не, тетка Галина, па морам јас лично да се видам. Рододендрон. Ти си мојот воздухни гормон. На чувствата, стихијата, на животот, судбината. Ова искам како некаква поезија. И добро е да запишам додека паметам. Здраво, господине. Здраво, добро ми дојдовте. Простете, знаете, јас малку се занесов. Да, јас ме слушнав вас. Вие сте поет. Не, никој не рече дека сум поет. Само така малку ми дојде инспирација. Јасно ми е, јасно, да. Простете, вие најверојатно ќе се жените. Не, па зошто? Си личам ли јас на луд? Па си помислите дека сакам да се женам? Па не е тоа. Па далеко од тоа, никој не рече дека сте луд. Но самото ваше присуство во сватбен салон... Ма јас во овој салон ја барам мојата пријателка. Па затоа сум дојден кај вас. Вашата пријателка? Тогаш простете, јас не знаем дека вашата пријателка работела во нашиот салон. Да, мојата пријателка работи во овој салон. И ми кажа овде да се сретнеме. Да, овде ка вас. Но вие видите, зимиот маж е шеф на овој салон. Како? Зимиот маж е шеф на овој салон. Вие почнавте да станувате помалку интересен. Господине, ако сакате сега, кажете ми за која основа се работи, затоа што јас колку што знам, жената на нашиот шеф не работи овде. Па ќе ви кажа, мојата пријателка се вика Ала. Како? Ала. Ала? Па да. И што сега? Ништо, ама работите стануваат се поинтересни и поинтересни. Видите, господине, јас ќе мора да ви објаснам добро за се ова што го зборуваме.
dozнаете вистината, немојте да се разочарате. Затоа што Ала не му е жена на нашиот шеф, туку таа му е... И како да му кажам шеф? Па просто едноставно, таа му е швалер. Швалерка, а не. Јас па те велам дека таа му е сопруга. Да. Видете, јас многу добро ја познавам неговата сопруга. Таа се вика Галина, а не Ала. Ама јас не зборувам за таа што му ги пере каките и корапите. Тоа не ти е жена. Тоа ти е микробранова печка. Една, наречете ја вие како што сакате, само немојте да кажете дека е сопруга. Не би ми се чини вам, господине... Мартин се вика. И ве молам да ми се обраќате по име. Добро, господине Мартине, Да. не ли ми се чини вам дека вие малку по малку станувате безобразен, а и премногу самовендисан? Ма не сум дури ни забележал. А други прашања дали имате? Кој да? Па да, вие. Нема. Немате? Па тогаш е совршено. Се е најсовршено. Господине, Да? ајде сега ќе ве молам да ми направите едно кафе, нека ја овдека си ја чекам мојата пријателка. Кафе? Да, кафе. Добро, за јас вам те личам на секретарка. А господине, па ви се молам, сепак јас сум гостин во овој салон. Добро, бидејќи се работи за пријателот на нашиот свадбен модел, Ала ќе добиете. Благодарам. Па како си била? Како да сум? Што? Повторно се скарав со Богдан. Со Богдан? Со Богдан. Јас тебе те предупредив и тоа уште пред 2 години за тој твој Богдан. Опа, ovo gledam, najpreкрасниот свадбен модел. Сол за секој потенцијален младоженец. Повелете кафето, господине... Мартин? Мартин се вика? Да, повелете. Многу ви благодарам. Господине, ќе може ли да не оставите нас само нас двајца? Да? Добро. Довидување. Довидување. Изборувај сега, мила. Прво кажи ми ти како успеа да се запознаеш со Виктор. Виктор? Кој Виктор? А кафето кој ти го донесе, Мартине? Значи тој. Значи Виктор се вика. Многу е интересен. Па дури тој. Да, раскажувај сега. Што беше? Што да раскажува. Љубена сум во Богдан, а знам дека тој никогаш нема да го остави своето семејство за мене. А што ти е? Сакаш ти да се мажиш? Сакаш да бидеш домачинка, слугинка? Едноставно сакам да бидам единствена жена на Богдан. Ама не барзе да донесуваш судбоносни одлуки. Пливај си слободно. Сега си девојче и насладувај му се малку и на животот. Доста стадаше поради онај твој папданчо. Такви богданчовци, силни за убави млади девојки. Има колку и да сакаш. Ама Мартин, јас не можам него цел живот да му бидам љубовница. Ами, ако утре си најде некоја друга, кажам, познавам јас еден таков. Тој се разведи од жена си и се ожени со швалерката. А пак и таа кога му стана законска жена, тој одма налета на една друга. На мене потајно ми кажа дека бил навикнат да има и жена, а и швалерка. Погледни ова ситуација. Не знам јас точно што сакам. Ама знам дека имам потреба да бидам повеќе од нечија кукла. Така, прво разбери што сакаш. Ако сакаш да се мажиш, тогаш барај некој ножен. Само Богдан че тој само разговор. Тој никогаш нема да те однесе во театар. Никогаш не би те поканил да одите некаде заедно на море. Најважното од се е што тој никогаш нема да се ожени за тебе. Затоа што си ти за него, едноставно само швалерка. Што значи дека имаш строго определена функција во неговиот живот. Емоции, излегувања. Престани да сонуваш реки. Може би, да среќа служи околу тебе. А ти, како некој лепо маче, не гледаш па други свет
толку. Послушай сега што те кажам. Никогаш во животот немој да плачеш за машка. Што и да се случи, не плачи. Помни го ова. Ниту еден маш на светот не е достоен за една од твоите солзи. Ниту еден маш. Ако го сакам? Ако го сакаш, замислиш дека твоето срце од камен. Или пак и од нас, на почетокот на вистина е тешко. Но потоа ти ке се навикнеш, а ке видиш. Ама ти, Мартин, мене како да не ме разбираш. Јас не сакам моето срце да е од камен. Јас сакам да сакам. Сакај, Ала, само немој да плачеш. На вистина, ти завидувам помалку. За тебе е се толку едноставно. Виктор цело време нешто ми се пушта нешто. Ама, јас сакам срцето да го дадам само на еден. Уште си наивна, девојко. А не, ти никогаш не си бил вистински. Напротив, јас знам кога треба да сакам, која да сакам и колку да сакам. Богдан пристигна. Здраво, Богдане, како сте? Здраво, Мартин. Извини, но морам веднаш да разговарам со Ала. Се надевам, немаш нешто против? Не, немам ништо против, затоа што јас веќе и си одев. Заборавај што ти реков, Ала. Пријатно, Богдане. Ала, што сакаш овој? И јас имам право да се дружам со други луѓе, а не да се гледам со тебе кога ти ќе посакаш. Знаеш дека Мартин не ми се допаѓа. Ми и јас не мислам ниту пријателите, ниту пријателките да ги бирам по твој вкус. Ама Ала, ти и Мартин сте апсолутно различни. Ама сепак тој некако се обидува да ти бие. Не молам кажем, зашто може вие да разговарате? За тебе важно тоа? Да, важно. Па јас не те прашувам тебе зашто разговарате тие со Виктор. Тој без опрашување втопно си Ала, чека. ќе те молам да не ми го навредуваш во најдобар пријател. Па ти прв го навреди мојот најдобар пријател. Но Ала, јас сакам да имаш пристани пријатели. И што сега, почна да стануваш љубоморен на моите пријатели? Не сакам. Ова заборава. Сушност, Ала, јас дојдов да ти кажам дека Родендрон е поканен на конкурс за свадбена облека. Ќе те молам добро да се подготвиш, зашто од тој конкурс, Ала, може да зависи нашата судбина и судбината на салонот. Да, во ред, ќе се спремам. Тоа е... Се што имаше да кажеш? Да, се. Има ли да поседиш малку со мене? Верувај ми, Ала, многу би сакал, но не треба да одам дома и одржам лекција на Полина. Ако мајка и не објасни како да сум месува со момчињата, ќе направиме тоа бења и мала дечко. Па ја мрази да учи. Секако. Нема да те задржувам, слободно. А ти? Јас ќе одам уште малку, да ти пробаме да пустам. Добро, чувај се. Ала, слушај ме внимателно. Вела, случајно мака, ако се појави Виктор, а ти се облегуваш до гледалото. Не му дозволува да ти се приближи, јасно? Не, тој те за мен, когато дете нема. Како? Еде кајноти. Еден маж на светот не е достоен за една од моите солзи. Ниту еден. Дури ни оној кој толку силно го сака. Срцево се скаменува, станува мраз. Таков мраз што никогаш нема да се распусти. Здраво! Здраво, Полја, говораш татко ти, мислам, господин Купер? А ти која си? Се знаеме? Јас работам во салон, како модел. Уау! Супер! Совршено! Татко ти што си замина, се имате размината. Голема работа. Каква вечера? Нема ли цело семејство да вечерате сите на една маса? Не можаме засмеиваш. Тато никогаш не јаде со нас. Тој секогаш доцна си доаѓа. А и постојано зборува како бил преоптоварен, уморен, сме му биле туѓи, не сме го разбирале. Токму така, ама без нама е нула. Без разлика на сите негови љубовници. Љубовници, татко ти имал љубовница? Па, што е чудно тоа? Секој нормален маж има и жена, и швалерка, и лако исто така. А ти мажена ли си? Не. Сигурно е забавно да се мажеш. Колку љубовитно зјапаат во тебе, и се восхитуваат, умираат од завист. А ти чекориш гордо со дигната глава. Заедно со тебе, твој дечко што си го чекала цел живот. Дали има
Да, имам, да. И го сакаш? Да, го сакам. А тој тебе? Тој мене се надева. Па зашто тогаш не се омажиш за него? Па, не знам, најверојатно не сум спремен. И јас имам нечко што го сакам и што ме сака. Но и јас не сакам да ми биде маж. Знаеш ли зашто? Зашто? Затоа што тој може би се уште не е спремен за таква авантура. А твоето момче личи ли на принц? Не, воопшто не личи на принц. Тогаш не мажи се со него. Ти си многу убава. Тебе ти треба припален. Одам јас, Макс ме чекам. Чекај сега, кој е? Макс ми е дечко. Тој е Макс. Радувам што се запознам. Јас ваќе. Здраво, појако. Цел ден те барам. Добро што те најдам. Јас сакав за... Кажете, зашто станува збор? Знаеш ли, душо моја, зато што ти ми рече, дека... А зашто поточно? Не се сеќаваш? Не се сеќаваш, за ова... За ова. Ова не е ништо. Изгледа повеќе си мјадена, затоа. Зашто се наде Полја, ти се молам што толку ти порасна. Веројатно, за заните. Тие ми прават таква беда. Полја, сакам да знам правата вистина. Немој да си игра со мене, дојди ме кај твоите дома, да разговараме. Знаеш што? Пред да разговараме со моите, треба прво ти и јас да расчистиме некој ракот. Добро, спремен сум за расчистување. Ајде. Сега немам пред. Така ќе направиме. Јас ќе ти се јавам и за викендот ќе одиме некаде сами. Заради тоа не е прекасно, да се согласуваш ли? Зошто да не? Значи, цел викенд сами. Само ти и јас. Ох, Полја, што се нетрпение ќе очекувам да ми се јавиш. Тюша моја. Ајде сега, немој да ми се може чекам. Чао, душо, те сакам! Чао!
Како си ти, моje malo разбойниче? Супер, супер. Само мама малко се подкарахме. Да, не сака да ме разбере и никога ще ме разбира. Па тоа е нормално, душо. Мајките често пати забораваат дека и тие биле некогаш деца. А времињата се менуваат, животот тече, но луѓето и младоста остануваат исти. Луѓето остануваат секогаш со своите желби, чувства и осеќања. Вие сакате да кажете дека всушност мајка ми почувствувала некогаш истото што и јас го чувствувам сега? Секако, душо. Затоа што мајка ти живеела во едно друго време во кое што односот на родителите и децата не бил на некое завидно ниво. Ама чичко Виктор, ако луѓето се сакаат, тогаш се много да кажам, има таков збор. Се, нема. Ако е се нормално. Може и така да се Добро. како помеѓу мене и мојот брат. Кога сме сами двајцата, како да сме една целина. Но штом се појави некој друг, станувам друга јас. Од друго време, од друга планета, од друг живот, како мама и тато. Те разумам што се ке да ми кажеш. А и доста си порасна, мамашава. Види, Појан, немој да се залажуваш со некои други животи од неговото живот. Затоа што тоа може да те однесе во погрешен правец, во погрешни чувства. Затоа, послушате што ќе ти идеш. Волја! Здраво, чешко Викторе. Здраво, Луѓиња. Знаеш, јас Добро, се должува неочекувано изненадување. не можем да дочекам да ми се јавиш. Решив да дојдам. Добро, што се случува таму сега? Треба нешто, Луѓиња? Ништо, чичко Викторе, ништо важно да. Добро. Ова е чичко Викторе, она. Кога сум со некого, се чувствувам како една. Но штом се појави некој друг, станувам друга јас. Од друго време, од друга планета, од друг живот. Сега на вистина, ама ништо не те разбирам што сакаш да ми кажеш. Чекај. Значи ти и ти? Да, па како не ми текна побарзо вие двајцата? Чешко Викторе, нему да си го замагуваш мозок да се ме разјасни ти мисли? Да, чичко Викторе. Сега брзаме, а во друга прилика се ќе ти разјаснам. Добро, довидување. Се јавам, дотогаш чекај. Она моја, ако кој ќе се случи тоа, јас до тогаш можам и да умрам. Јас се вратив. Епа добро што се така. Ајде сега кажи ми за се што се случи и посебно за она што сакаше да ми објаснеш пред малку. Оставите, ја прекачи, Викторе. Ви реков, до друга прилика се ќе ми се разјасни. Но кажете вие, чичко Викторе, како се чувствувате? Кој јас? Мислам, дали сте среќен, нема ли пак да се жените? Ти се молам, Поља, доста ми се мене свачи, доста ми се веселице и навесели за тоа. Но сигурно имате некој девојче што го сакате. Опа, ти благодарам сонце моје, што не мислиш дека сум стар, што видиш девојче. Значи, немате. Нема. Но што? Вие сте си пак жени, ке наидете може би на една, а сега морам да дам довидување. Довидување. Многу убаво се позборувавте. Зајдете почесто. Бај-бај. И избор за нашите млади. Ергените се убили. Хитрица. Нема на кого да се метне. Од главата до петиците, а и во умот, цела е нататкана. Богдане. Виктор, Добре што пристава. А не е тоа важно. Додека те чекав, помуабетивме со Поља, се видов со Галина и така времето помина. Тука е и Василина. Тука дошла. Извини што се задржав тука. Не е тоа важно.
Важно е дека ти беше на убаво место, бидејќи тебе ти треба лака и бујна крв. Зошто таа бујна крв почна да се лади кod мене? Молам, Да ми се скарате. не сме се скарали ни това. Тоа е проблемот, што се уште не сме се скарали со Ала. Не знам зошто така. До последното стана многу тажна, за вистина. Чувствувам дека некој влијае. Некој влијае. Повтаре, да те прашам, зашто човекот е така створен да секогаш своите недостатоци и мани ги префарла на друг, како да е тој крив? Што мислиш, не може да се разбере? Еве бака, просто и едноставно да запомни. Ти учествуваш во ово, но и во животот на Ала. Не. Сега, Викторе, на прво место е проблемот со родбето. Убаво, ајде тога зборувај, тој. Слушај ме внимателно. Слушам. Јас и Ала разговаравме за стратегијата на филмата. Одлично. За сватовите и за сите. Кој сватови, как ги сватови? Како кој сватови, Викторе? Сватовите на село. Кога печат, сватбена погача. За тој обичај ти покануват само жени. И тоа, што се среќни во бракот. Тие, сето тоа го прават. За младоженците во иднина да бидат среќни, разбираш? Добро де, ако има такви среќни жени, па нека ги повикат, нека ги доведат тука, нема проблем, но не можам да разбирам каква врска сега има тоа со нас. Како каква врска има со нас, Викторе? Ние сме сватови. И ние сме сватови. Сватбарски бизнис. Тоа ми е многу тешка и одговорна работа. Само продажба на фустани. Цел ритуал. Исто, Викторе, како што се меси и пече сватбената погача. И од тој ритуал, уиднина, се зависи, разбрав? Да. Значи ти сакаш да кажеш дека во нашиот свадбен салон треба да работаат само среќни семејни луѓе. Ако добро те Завршено точно? Одлично. Половината од работата е завршена. Половина? Да, бидејќи ти си семејен човек. А што ќе правиме Василина, јас, ќе се мажиме, ќе се жениме или да те напуштиме? Како да ме напуштите, Викторе? Па јас увидоме, а ти знаеш мојот однос со жена ми. Па тогаш кажи дека треба да се има љубов и да... Разбирање. И Разбирање, Викторе. Но на прво место, љубов, разбирање и почин. Точно така. Ала, Што, Ала? кажи ми што ќе прави Столина. Па што можам да правам, Викторе? Не заборавај дека сум оженет маж. Значи ти нема никој да се ожени со Ала. Па си имам жена. И због ме малку повикна, што таа жена може да чуе. И ако чуе, Викторе, Не верувам дека може да слушне, затоа што таа сега е занесена во вселенските патешествија на Василина. Туку, сакам друго да те прашам, Викторе Бокане. Зошто толку се плашиш да им кажеш на собствената жена за она што ја сакаш? Чекај, или може би ти повеќе и не ја сакаш? какви се тие зборови? Јас многу си ја сакам, Ала. Па тогаш се жени да со неја. Така да се оженам за неја? Не, добро, знам, тоа е нормално да се исплашиш. Немаш храброст да им признаеш на собствената жена за својата швалерка. Затоа што вие сте 15, а може би повеќе години во брак, имате деца, може... Да ме сакаш друго да те прашам, Богдане. Што мислиш ти за Але? За Ала, и нам справа. Што таа представува за тебе? Знам, не, и без да ми кажеш, знам. Таа за тебе представува само еден обичен сватбен модел, една кукла, една манекенка. Да, Богдане, сето тоа е, да, но со човечко срце... А доволно беше, Викторе. Прво, никој не ја тера шала да ми биде љубовница. Тоа е сакана. Штом таа, 2 години. Значи, 2 години се гледа со женет маж. Значи, тако во муси углова. Види како зборуваш. Покажуваш ова како да станува збор за некој маж однагора, не за тебе. Второ, Ала е млада и убава нема. Тоа го знам. Не мислам дека сум последен маж. За мене животот допрво си доаѓа, а за мене е зацртан во семејните рамки. И трето, Викторе, слушај ме внимателно. Ала
самата нима кажала дека не сака да се мажи. Па јас нема со сила да терам да стапува во брак. Но не горе со сила, кажи со добро, дали ја побара нејзината рака, дали и понуди брак, а? Не, сигурно дека не ја имаш понудено, а зашто ти е тебе брак? Зошто? Убаво ти е тебе вака да се разонодуваш со млади? Доволно беше, Викторе, па на крајот на криштата јас можам сам да ги решавам своите лични проблеми. Мола? Може? Да, можам. Па тогаш, од овој момент повели сам да си ги решава. Ше ги решавам. Но запомни, многу ми е жал што рододендрон протонува заради твоите лични проблеми.
Narodna pesma za devojka što je izgubila svoята любов za секола. Прекрасна песна. Не научи ли весели песни от баба ти? Весели песни, драг мой, на сватба не се пеа. Ти би трябвало това най-добро да го знаеш. Не случайно во нашиот газон. Збор од сватба и весело е исто. Се разбира. Јас пак на тоа не се сетив. Ала, ти такова заради мене, така ли? Така е. Но се обидувам да си го преосмислам и да си го дефинирам животот. Така повеќе не можам го останем. Па јас имам граница на трпението, и јас имам потреба од семејство, од мајчина љубов, од лије. Ама, ала, порано зборуваше со сега друго. А да те башам, со кариерата да помогнем, што ти се случи? Можам да Да напуштиш. Па ми се смачи да се облегувам за мојата писта како невеста, а во животот да ти бидам едноставно швалевна. Ама, ала, ти се молам, црните мишти не помагаат. Еве, па погледни објективно, зарем не си срекна, имаш лесна и пријатна работа, нормално, за тоа ти плаќам. Ги имаш љубовта и милоста моја. Млада си убава, сакаш да ги решиш сите твои перспективи. Не можам да те разберам. А која е мојата перспектива, Богдане? Да чекам да умре жена ти и да те гледам на стари години со внуците? Но тоа нема да бидат внуците, разбираш или не разбираш? По-добро ќе си родам едно дете и сама ќе си го гледам. Отколку да живеам во вечно очекување, среќата да ми се насмее. Ала, така е, во хаос, но те мога. Нека помие не била. Јас сакам преку тебе, рододрон, да го представам во полн сјај. Ти можеш, само ми треба малце време, да застанам на своји нозе и да ја смислам нашата иднина. Немој да ми зборуваш за иднина. 2 години со тебе ми беа доволни за да знам што ме чека. Амала ти се мола, црните мисли не помагаат. Нека помине не била, ќе зборуваме пак, а и подготвиш специјален хонорар, ќе видиш. Да, знам. Тоа се твоите редовни ветувања, кои си како да се оствара. Си го сакам хонорарот однапред, а горепијата ќе биде. Амала, сега од секогаш ми е потребен оптимизам. Оптимизам? Да. А зошто ли твојот оптимизам нема буквално никаква врска со мене? Како да нема никаква? Да, шо? Не може. Аз мислам дека сите делови прашена ги решивме за време. Да. Но, мене се прави нешто многу важно и неодлежно, што е директно поврзано со овој грам. Да слушам. Се разбира. Сигурно. Амала, се гледаме. Ве слушам, Василина, ве слушам, ајде помој. Јас разбирам дека мојата езотерична пристрасност не смета за удоволство. Да. Но и покрај тоа, јас се чувствувам должна да те информирам за она што стигна до мене во ментален пат пред 2 часа. Информирај, Василина, информирај. Има привидение. Тоа привидение е поврзано со родендон. Не сакам да те плашам, но верувај ми, те е пријатно. Василина, за 2 дена пред ти решаваш каремија на слово. Па какви привиденија ти се могат? Ама токму за тоа сум овде. Слушај. Док, раскапено дрво. Дрво? А знаеш дрвото на животот? Е вакво. Дрвото се наоѓаш во шума. Шореше силен пожар. Ние бевме на врвот на дрвото, меѓу јаки. Василина, а ние, кој ни? Како кој? Јас, ти и уште Виктор, Ала, Каја, Поља. Што правевме сите горе на град? Чувствувавме дека ќе се најаваме. Чудна визија. Мене ми беше толку да ме информира. А ти прави си да ме слушаш. Многу ти благодарам, Василина. Но аз не сум толку суеверен за да го сватам сега тоа сериозно. Ние со тебе А Василина, не купна ганката? Јас ти кажеш како ти е страх. Ти веле се ќе помине. Како ќе помине? Се ќе помине. Нема срцето и ќе имаш Ама Василина, јас многу ти благодарам. Не, многу. Јас сум пуна вина да дам дома. Ама како ќе помине, Василина? Василина, ако имаш дело ми прашања, кажи да бъде и доминување. Јас сакам само
jedinstven i ne razkažuvajte mi razmislite. Ja sam veke dovoljno golema devojka da verujem u vašite gluposti. Ja slušna je što drdora. Ама ти реков, јас да внимаваш да не влезе черката во некој филм. Не да всушност, токму тоа и се случи. Слушно, моје детице. Ама каде си тргнало без мама и тато? Кој ќе се грижи за тебе? Кој ќе те храни? Каде ќе одиш? А 43 километар од Киев. Светов е свртен напак. Потполно се повркал. Потрес свети и најсвети свети. Светот го очекува вашето путешествие на оваа вечна земја. А ти, веднаш во својата соба, за 10 минути да си го испратила куперов и секога да учиш. Дали сум јасна? Добро, но ќе зажали. Мостите на силина, уверете се. Ништо гаѓа. Светот ќе навалја путешествие. Се ќе се поправи. Се настави хармонија. А кога ли ќе се озреме ние за такви промени? Ние сме тебе подготвени. Но не умрите, што ќе се прави со нив, што колку ли треба да чекаме. Ти си најпрекрасната невеста што досега ја имам видено. И како што реков, овој фустан е строен како за тебе и за твојата свадба. Зборувај така, Викторе, ме волат твоите зборови. Па јас не можам да бидам невеста. Не можеш, би сакала? А која девојка не би сакала? Која ли девојка не сонува за денот на низината свадба? Па тоа е најубавиот ден во низиниот живот. Ала, ако јас ти го возможам тоа да го доживееш во најсреќен ден. Сега малко, која слуша? Ала, помажи да сакам. Зубор, види ми невеста. Веднаш ќе направиме свадба. Чекай, не се наместо. Јас никој ќе земјам посериозен од сега. Знам, животот мој не носи некоја голема репутација. Им се смејат на женетите мажи, ги нарекува лигалици цалчини. До сега сакам семејни даки. Не, многу не верувам во љубовта, но јас тебе те сакам како жена. И затоа ти се молам, омажи се за мене, види ми невеста. Еве, јас сам ќе си ги скрпам чорапите и ако треба и сам ќе ја готвам. Не, Викторе, извини, но јас не можам. Но зошто? Не ли ти сакаш да бидеш невеста? Извини, Викторе, ама ти воопшто не личиш на принцот од моите фотографии. Заради тоа е единствената причина што те отргнува од мене. Што? Единствената? Сонце мое, па јас покрај ваква како тебе, не принц, крал ќе станам. Па сега, се ми е подготвено. Како се нарекува ова? Здраво, пријателе. Ала, спремна ли се за ревијата? Спремна сум за свадба. Свадба? Некој рок е. Да, Виктор ги најде. Виктор, аз се надевам овој пат не станува збор за маторец. Никако. Станува збор за мене. Како? Јас сум невестата, се мажам и го купувам овој фустан, Богдане. Глупости, за кого се мажиш? Ете, мојот младоженец стои пред. Ама ќе ме молам, ќе ми кажа ли некој како во овој театар? Не,
приятели, не е ова никаков театър. Ала и јас одлучихме да се земеме. Кой би помислил, деца мои, толкова се радувам за вас. Василия, те молам представи се на циркус. За 2 часа започнува ревијата во најголемата ритуална сала. Точно, во најголемата ритуална сала, но запомни Богдане. Таму Ала доаѓа заедно со мене, затоа што јас сум нејзиниот младоженец. Добро, на крај ќе ми објасни некој што се случува овде. Ама ти како ништо да не разбираш. Ала, барем објаснување од тебе. Не, јас се кажав, може ми да повторам. Се мажам со Виктор. Се мажам со Виктор. Кажи повеќе не ме сакаш. Не ме сакаш. Каква беда, каква судбина. Василина, те молам остави една стојка, а нема некој други луѓајне. Ако ни можеш ова да се случи, светот за сема полудел. О, пресвети најсвети светци. Светот го очекува вашето пришествие на оваа земја. И повеќе не ме сакаш, а? Не те сакам. А како ме нарекуваше? Сакано, злато мое, Богданче, царшенска работа. Богдане, јас на вистина те сакам. Да, сумери, бе. Цело време. Ама ми се значи да ти видам љубовница, а јас сакам да видам нечија законска сопруга. Сега ми се присака. Да се обажи за првиот човек што ќе го стекнеш. Барем да беше некој друг, ала. А ти, за кого? Ова воопшто не го очекував од тебе. Те сметам за пријател. Те зелов за ордак, душата ти околив. Ти што направи? Богдане, јас само сакам Ала да биде среќна. Или ти може би мислиш дека таа не заслужува среќа? Среќна видиш, Викторе, па немој да ме смееш. Која е таа што ќе биде среќна со тебе? Па еве, Ала ќе биде среќна со мене, затоа што незината среќа ќе биде и моја среќа. Освен тоа, ти си доста возрасен. Па генерација сме. Ама ревијата ќе започне без вас, ајде. Ревијата се каза, нема да има никаква ревија. Ако тоа нема да има, се шегуваш и Богдане. Ова ревија може да биде клучна за обстанокот на рододендрон. Па зарем не гледаш, потенцијалните клиенти се таму. Новинарите чекаат. Нема повеќе рододендрон. Тоа нема рододендрон. Официјално преглас го објавувам затворањето на свадбениот салон на рододендрон. Од денес таков салон и не постои. Чекај, пријател. Ама ти можеш да ме нарекуваш пријател. Јас немам пријатели, немам сакана, немам ниту до салон. Тато, мама ме испрати да ти Оля, колку пати ти имам речено да не дојдеш овде без моја дозвола? Ама тато, јас дојдов зашто мама... Оля, одете поđavolite и ти, мајка ти. Ама тато што ти е, јас дојдов затоа што мама кажа дека повеќе не сака да се види. Дека повеќе не сака да живее со тебе. Затоа што си бил... не заборавам. Ма како заборавиш? Да, си бил председател. Председател? Не, предател. Не, преди. Преди? Одам јас што ме бърка. И што сега? То сега изпетемо ја вие знаеме. Бърче! Koji su makata. Idam pari da se bega, nema kada reći. Ajde.